Добродошен Мегахерц. Тап, тарап, тап. 1, 2, 3. Вели, лагата ќе обиколи половина свет додека вистината уште ги облекува панталоните. За сите вие што лажете ве поздравувам, на кој му расте носот, тој се вика Пинокио. Така е, добар ден и од мене, драги слушатели, драги гледачи што ќе не гледате на стримот на YouTube некаде после 1 час. Значи денеска сме март 11, 70-тиот ден од годината, тоест има уште 71 ден 71-иот ден, пошто е престапна година, исто остануваат уште 295 дена до новата година. Размислете каде ќе ја славете, имате доволно време. Значи, како што гледате времето надворе местинично облачно со повремени врнежи од дожд, но затоа постоиме јас и мојот колега Атанасовски да ве разведриме, Атанас, да ве разведриме, да ви пуштиме сонце во вашите домови, во вашите автомобили. Драги мои дами кои што не слушате, јас ве поздравувам од срцето, од дното на моето срце. Инаку, на овој почеток на емисијата и пред да се одивам ќе прочитам кратка поезија, затоа што ме замолија да ја прочитам, вика вака. Блазнејки се со мелодијата на твоите очи. Нешто имам проблем со документот, не знам што е работата, ќе се вратиме за една секунда, вика вака. Блазнејки се со мелодијата на твоите очи, пробав да одолеам на нивниот сјај. Таму некаде видов цел универзум, тајно со звездие, кое што заживеа во тој моментален рај. Трепереше цела, низ кристалната насмевка опиена од мигот. Посекуваше страст. Посекувавме грев, но ете го изгубивме жигот. Случајност или не, судбина ли е? Не можеме да дознаеме, но можеме да мечтаеме. Во случајните допири на нашите дланки, задлабочен во галаксијата на твоите очи, видов падна една звезда. Посакав желба, се случи ништо. Тоа е тоа, ова беше од нашиот автор под псевдонимот Окованиот поет. Да го поздравиме, еве ќе му ја прочитам уште еднаш песната на крајот од нашата емисија. Добро, Окованиот поздрав и од мене, интересни песни. Имаш иначе ова беше трговско радио дифузно се шалам. Добре, ќе го ставиме малку да уживате во прекрасна музика, а потоа, дами и господа, имаме еден гостин кој што е некако поврзан со театар, но професијата му е сасим различна. Уживајте. Сасвим биопрогнозата вели се задржува периодот со неповолна биометролошка состојба. До тогаш бидете добри, поздрав за сите дами што носат тигресто. Поздрав од мене, Атанас и Здравко Чолич. Ајде. Аканакио слуши неа комично Мегахерц со Жарко и Атанас. Уживанција. Слободна Македонија. Слободна Македонија. Ете се враќаме во нашето студио, на вашиот омилен Мегахерц. 96-тиот. 0,0. Помина 8 март, дамите беа почестени со една представа од нашиот театар комедија. Тоа беше представата Вардарски пастови во режија на Синиша Евтимов, текст и адаптација исто на Синиша Евтимов, инаку авторите се двајца новозеландјани. Поздрав бате, како си ако не слушаш. Жените, критиките на жените беа одлични, беа воодушевени од целата представа. Поканувам сите вас, примашки и женски, што сакате да уживате малку во представа за едни малски будали затворени во еден кафич што имаат намера да станат стрипери. Во барот на Шефче. Така, можете да го погледнете на 13 март и на 1 април. Точно, а сега да одиме со останатите представи. Значи вечерва 11-3 петок е представата за секого има по една. Топло препорачувам кој што не ја гледал да дојде да ја гледа. 13-3 недела Вардарски пастови, 14-3 понеделник многу врева за ништо, 18-3 петок Лиси страта, сабота стюардеси, 21 понеделник нешто пропуштаме, 22 вторник име, 26 сабота пред премиера на новата представа на театар комедија Случки од Хармс и 27 недела на денот на театарот премиера на истоимената представа Случки од Хармс во режија на Дино Мустафич, нашиот режисер и гостин од Босна и Херцеговина. И само малку пред да го најавиме нашиот гостин, да оддадеме почит на доајенот на српското глумиште Драган Николич, кој што денеска го загуби животот во својата 72 година. Ресна му земја, Бог да му душу прости. Инаку денеска со нас во студиото, драги слушатели, драги слушателки, случајни минувачки пред нашето студио, ве поздравуваме. И пишувачки во некои портали. Порталите. Да. Денеска со нас во студиото го имаме човекот кој што со нас работи во новата представа, човекот кој што има веќе работено во една представа, има и глумено во представата, но неговата професија не е актер, неговата професија е спортист, поточно гимнастичар. Дами и господа, нашиот Петар Стојановски. Здраво, Петар, како си, шо преш? Добре. Да,
Еве од проба. Кажи, која е твојата функција во новата представа на Дино Мустафич? Што спремаш, што им помагаш на актериве? Па ги спремам да научат некоја акробација. Ако можат. Ако може, точно. Има некои можат, нема некои не ни доаѓаат. И кажи ми како се сноѓаат? Интересни се трудат ли? Па да, тоа е најбитно, се трудат, а успехот ќе се дое после. Така, ти си секој што ќе се потруди ќе се научи. Така, ти си гимнастичар, така тоа ти е звањето. Да. И кажи ми како функционира, што правиш, како имаш клуб? Па да, значи гимнастичар сум во клубот Партизан Норце Николов. Иначе имаме клуб Try to Fly, кој се занимава со акробатика и паркур. Така, значи имаме луѓето што школа. сакаат да се запишат може да дојдат во Try to Fly. Да, Try to Fly. Try to Fly. Кај Try to Петар. fly, not to fall down. Да те најдат на Facebook или на нешто? Да, на Facebook. На Facebook Try to Fly Try to напишете и одете да летате. Тоа паркур, тоа е новото што го отвори сега со акројога или тоа е нешто друго скроз? Не, тоа е друга паркурот. Значи паркурот е оние луѓе што сте ги гледале надвор како рипаат од зграда на зграда. Да, имаше еден филм Ямакаши, тоа е Да, точно за филмот. тоа. Кога се напали цело Скопје пола со скршени кичми кога беа се сеќавам кога лета. Тоа е многу добро, да. Но Скопје како е разградено сега баш интересно за паркуровите. Закачување по тие станове, Па тие да, на баш пила. урбано стана за такви работи. Да, Да, баш тоа е тоа. Па намерно знаете, владата спонзорира нови спортови, затоа направи така. Иначе Петар би сакал да те прашам околу новиот клуб Акро Йога што водите. Тоа мислам дека е многу интересно, јас прв пат слушнав и онака се бавам со спорт цел живот, али за тоа немав слушнат. Мислам, знаев што е, затоа што тоа сум гледал дека го прават во циркус, но на жица горе качени, тоа изгледаше невозможно ми изгледаше. И сега ти ме потсети, отворив на YouTube и видов колку е тоа уствари тешко и интересно. Ајде малце околу тоа. Па вака, значи тоа е акробаланс. Сега почнавме од март месец, од 1 март. Тоа е комбинација на елементи од акробатика и баланс. Значи се работи со двајца, значи машко, женско, машко или женско, машко и помеѓу тројца. Зависи од фантазијата. Да, значи се работат Добро, се работат што? се работат елементи од акробатика, значи еден стои доле, го придржува партнерот и се изведуваат елементи. Значи многу интересен спорт, каде што секој дел од телото се ојачува. Точно. Така да кој е заинтересиран може да си проба. Значи, ако ви се паднати сексуалните фантазии, сакате нешто ново со вашиот партнер, ви препорачуваме да одите на Акро Йога кај Петар Становски. Точно. Инаку сакав да те прашам, ти си гимнастичар пред се, така? Да. Малку за гимнастиката во Македонија. Ајде, затоа што сме ние доста слушана емисија, не слушаат сите, Па ајде малку искрено да ви ги... кажам за гимнастиката, не ми се прави многу муабет, зашто е на едно најниско ниво. Така? Ама ќе се потрудиме да видиме. Значи од ова полошо не може да биде. Не може, значи се што ќе биде, сега ќе биде Сега ќе биде нагорна подобро, линија, да. Така. А, Дали, чекај, извини, додека сме ке гимнастиката, пред да ми избегаш од темата, дали си учествувал некаде на надпревари, дали си одел, Да, дали... значи јас сум првиот македонец што учествувал на Европско првенство за јуниори, за сениори, на светски куп. Така? Исто така јам учествувано на повеќе меѓународни надпревари со значителни, мислам, со значителен пласман. Така. За наши услови што е завидно ниво, да. да. Кажи ми сега кај нас, например, ако сака некој да стане гимнастичар, што треба да му се случи? Мора да се запише у средна школа, например. Не, значи за гимнастика треба да се започне од најмала возраст. Така, значи мора. уште од 5 години да се пушта децата да тренираат гимнастика. Значи тоа е лошото кај нас. Што е таков системот, значи треба сите деца што се да започнат со тој вид на спорт, со гимнастика, значи дека е нели базичен спорт. Така. Значи таму ги развиваат сите моторни способности, па потоа после некое време ако не му се свиѓа, може да се отиде на било кој спорт. Ама овој спорт, гимнастиката помага за сите други, затоа што сите ќе му го други. развие телото како што Да. треба. Има една поговорка, вика од гимнастиката можеш да отидеш кај сакаш, од било кој спорт не можеш да се вратиш. Не можеш, во- не. Гимнастика, во точно. гимнастика. Дали жените сака дали се способни за јавање конј? Мислам јавање конј, пардон, Прескакање јарец. прескакање јарец. Да, секако. Дали се способни жените? Во за- моментов Дали гимнастиката- повеќе девојчиња има отколку машки во Така. во гимнастика. Инаку кои се повеќе предодредени за гимнастика, машките или женските? Или нема везе тоа? Па нема вез. Значи има периоди кога има повеќе машки за членото, кога има повеќе. Ама девојчиња. жените у глобала се најдобри во тоа, скокање Прескакање јарец јарец, и јавање конј. Одење на греда. Одење на греда, да. Одење на греда и карики. А тебе која ти е омилена дисциплина во гимнастика?
гимнастиката? Коњ со рачки и вратил. Кој со рачки и вратило, одлично, одлично. Тебе Атанас во гимнастиката што ти омилено? Мене ми се карики. Крстови, само не. А инаку да кажеме дека Петар Стојановски, така точно го кажам. Стојановски, добро. Да, кога гутнам ки си залепам шамар. Петар Стојановски ми играни во представата. Спиноза кај Зоја Бузалковска пред колку години беше тоа? 4-5 години. Пред 4-5 години. Ти таму што функција имаше? Значи се спои гимнастиката со театарот. Те раскажи за тоа. Да, значи па тоа ми беше прво искуство со театар. Значи имав улога и како акробат и малце како глумец. Да. Значи имав, Кажуваше текст? да, зборев текст. Па интересно беше. Сите справи што беа вистечки справи. И секогаш кога правев нешто, значи приказката беше се разговара за Спинозио, во одреден момент он умира. И он како умира, јас спаѓам од висина доле и умир. Умираш. Паднатиот ангел. А как имаше име твојот лик во представата? Спиноза, да. А да ти го добре, немам гледано представата Тоа така. се повеќе димензии, Жарко, знаеш има кога втора, трета, ликовите. петта димензија. Да, јас бев заскриени Господ. и Господ. откриени. Да, Што Господ. беше? Господ? Аха, Господ. До сега Ѓорги Колозев го играше маестрално Господ. Господ, така Бог да. го прости. Но еве имаме нови младежни луѓе кои што сакаат да влезат. сакаат да бидат Господ. Во театар. Како ти е да работиш со глумци во комедија, значи со типизирани глумци кои што еве цело време ти прават шеги на проба. Како е тоа, ајде раскажи за нашите слушатели малку да слушнат. И слушателки. И слушателки се разбира. Па искрено ви кажам ми е интересно. Мислев вас ви кажам сега. Искрено би искрено. Не, ова не оди, не се секири. очекував дека немате толку развиени моторни способности, зашто очекував дека не работите, дека не сте физички активни. Меѓутоа, нели, после тренинг 2, мислам дека Свати дека има двајца што може има да остават на потенцијал, да. Има потенцијал со работа да се. Зашто мислам дека и за театарот тоа би било добро да се. Ете, има некои представи кај што се работи акробатика, мислам и за гледачите дека Сигурно ќе ќе биде биде многу интересно, поатрактивно, да. да. Инаку ти ова влезе во представата Даниел Хармс, случајот Хармс. Да. Ова ти е втора представа што ја работиш или имаш и други представи? Дека нели у една имаш играно, дали имаш помагано за други представи? Тоа сакам да те прашам. па имаме помагано за други представи аматерски или како Така. Така, ама и твојата дружина има помаган отварано и на Охридско лето нешто како да знам. Да, значи имам учествувано на отварање на 50 годишни на Охридско лето и други настапи, значи за T-Mobile, за One, за повеќе за некои од нас. нашите компании. Да, некои од нашите компании да ги кои имаат поздравиме. потреба, значи ќе се јават во како се викаше? Try to fly. Try to fly, not to fall. Значи, ако ви Ранга треба данга. за реклама да се вчудо не видат луѓето на улица, понарете ги Try to fly, baby. А како е, Перо, како е, значи ще еднаш пак ќе те прашам, затоа што нашите слушатели, мислам, оние кои што немаат везе со театар, му е многу чудно, му е многу интересно кога ќе дојдат во контакт со глумци, поготово она што се дешава позади сцената, процесот на една представа. Ти си дел од еден процес моментално. Не знам какво е тоа чувство. Да, како од страна ти човек што ете, имаш работено за театар, но немаш толку многу работено, сепак во еден друг свет доаѓаш. Како е тоа чувство? Како е, забавно ли е, нели е забавно, досадно ли е, луди ли се актерите, не знам, ајде малце. Па не, мене ми е многу забавно. Значи сега дека втор пат работа ми е многу забавно. Не знам сега ако нон-стоп би работел, Ќе се дали получи. дали би Так. ми било досадно. Иначе многу е забавно. Значи не е секогаш се дешава нешто. Така, никогаш не Не е нешто монотонно. програмира, да, не е програмирано. Значи Така, секогаш така. некој ќе каже некој испати смеење тука. Цело време. Да. Одлично, да. Инаку, драги слушатели, кај нас во нашиот театар се отвори и нашето долго очекувано бифе, конечно, Пап Комедија. Можете слободно да си го најдете на Facebook Пап Комедија. Значи, Клајте еден лайк. Клајте еден лайк, клајте една рака, што би се рекло, за да тргни за Ирлија работата. Многу интересен пап, многу интересно реновиран, можете да дојдете во секое време, доколку сакате да се дружите со нашиот популарен актер Атанас Атанасовски, слободно дојдете, ќе го најдете во бифето. Цело време е таму, свири пијано, компонира, пишува поезија. Инаку вечер ве и покануваме пати. на представата за секој За има секој по има една, по а една. потоа можете да дојдете во бифето и да се дружиме затоа што ќе има некој настан нешто. Да, значи официјално ве покануваме Ке се на палат представа чанкови. и после За представа секој да пет. се дружиме. Кој сака да дојде, нека дојде, кој не, ќе му биде криво од режија, ми јавува дека мора да одиме со реклами и со едно кратко музичко блокче, па се враќаме во студиото. Чао. Купете си шестар. Вы слушаете комического мегахерца.
Во студиото, We во are on студиото. the air again. Од Скопје за сите жени што сакаат паркур, запишете се во Try to fly, кај нашиот тренер во Петар студиото Стојановски. гимнастичар Петар Стојановски. Кажи ми, жените прават паркур? Па да, Или само прават само пар? кај нас помалку се застапени жените. Значи, жени, застапете си и одете на паркур. Паркур. Не бидете незастапени кога станува збор за паркур. Паркур. Ние уште еднаш, значи, да ги поздравиме сите што не слушаат во нашата мила мала и напатена Македонија и во, како се викаше, во диаспората во Мелбурн што не слушаат сите да ги поздравиме. Се надевам дека почнаа да не слушаат некаде и по таа црна туѓина Америка. Јас исто разбрав дека во Таган Рок не слушаат, тоа е во Русија, родното место на Чехов. На Чехов, да, знам да таму Вика е дека твојата- моментално таму е нашиот драг колега Цветановски, така да не слуша сигурно и не промовира. Поздрав до него. Да, фала и ти благодариме се данас што ни пишеш од Таган Рок. Добро, Жарко, кога сме кај Таган Рок. Добро? Тебе како интересна ли ти е нова представа што ја работите? Да. Кажи сега акробатиката, мислам ова што го спремате, дали тебе ти е лесно, тешко ти вежбаш, нели така? Да, се трудам. Се трудам, да. Вежбам. Јас сум бил гимнастичар како мал, имам преку 7-8 спортови тренирано по најмалце 2-3 години, значи ги имам основите, генерално не знам ништо, све ми е измешано во главата, ама имам од се помалце тренирано и некако се снајдувам, се трудам, ако ништо друго. Пред една недела се шибнав на проба и си ја заебав, си ја зафркнав, си ја пип кичмата. Да, цензура. Пардон, одма цензура ми дадоа во моментот. Да, точно тоа опашката што го викаме ние, или тртната коска, и сега сум малку во немоćна ситуација, во немоćна позиција, но ќе биде. Како што разбрав, ти треба некој да те измасира. Да, ми треба некој да ме измасира. Добро. Таму, Поздрав до сите девојки што сакаат паркур. Паркур, да. Инаку во представата мислам дека ќе биде многу интересна. Ти си како ние новинарите, нас само прашуваат, не оставаат Не оставаат да збори, Да, не оставаат да други збори. сум, Цело време така. хипотетички прашања. Инаку представата ќе биде многу театарска представа со многу символи, представа со многу јаки пораки. За Хармс имаме зборено 2-3 емисии уназад, да не се повторувам. Значи на 26 и 27 ќе дојдете да го гледате нашиот Илија Илиевски во улогата на Данило Хармс, како сето тоа го преточува во една прекрасна и убава, како се вика тоа, суптилна глума, поддржана од нас како цел ансамбл со акробатика, со многу пење. Музиката е на Оливер Јосифовски, Оли Љубојна, кореографиите се на Саша Евтимова, кореографката истата од Вардарски пастови, што ни беше гостинка тука и минатата емисија. Акробациите и акробатските движења се на нашиот Петар Стојановски, како што кажавме, така да ќе биде доста забавна представа пред се. Значи, кога представата е забавна, за другото не ме интересира мене како публика, дојдете ќе се забавуваме. Добар монолог, Жарко, одличен монолог, ова емисија што ја водиме двајцата. Така, фала ти, Атанас, што ми достои да кажа. И парите да ги зимаш само ти. Значи, 2000 евра си се 2000 евра од емисија. Точно. Не би сакал да. Уште еднаш да го повториме репертоарот, ве молам. Не. Замолил од режија да ми спреми едно фонче, затоа што уште еднаш ќе треба да изрецитирам поезијата на нашиот поет, окованиот Прометеј, окованиот војно, окованиот поет. Додека го читам репертоарот, одиме вака. Значи, вечерва 11-3 петок за секого има по една. Недела Вардарски пастови. Понеделник многу врева за ништо. 18 петок Лиси Страта, 19 сабота Стюардеси, 21 понеделник нешто пропуштаме, 22 вторник Име, 26 предпремиера на Случкиот Хармс, 27 трети недела Случкиот Хармс премиера. Значи, билетите се по 300 денари, нормална цена, инаку ако имате по 27 години за 150 денари можете да ги набавите и ако сте пензионери исто така. Жарко, да се одјавуваме ние. Да ја прочитам поезијата. Само да му се заблагодариме на Петар. Петар, ти благодариме за гостувањето и се надеваме дека ќе направите многу добра представа со театарот комедија. Да, ти благодарам и јас што ни беше гостин Перица. Се надевам дека ќе имаш многу интересна Try to Fly и на акројогата и се надевам дека луѓето ќе почнат повеќе, родителите да ги запишуваат своите мали дечиња на гимнастика, затоа што нема ништо поубаво од растење со гимнастика за правилен развој и раст на телото. Фала на вашата покана и нормално со такви глумци сигурен сум дека ќе направиме успешна акробатика. Ти благодариме, Ти Петар. благодариме, А сите Петарче. вие што сакате паркур, повелете во Try to Fly, baby. Try to Fly, baby. Молам за фонче режија. Одиме. Окованиот Прометеј. Значи ова е од еден наш фан кој што испрати и замоли да ја прочитаме барем 2 пати. Поздрав Одиме на вака. фанот. Му се случила интересна случка пред неколку дена и рече дека напишал поезија. Одиме вака. Блазнејќи се со мелодијата на твоите очи, пробав да одолеам на нивниот сјај. Таму некаде видов цел универзум, тајно со звездие кое што се создава во тој моментален рај.
Трепереше цела, низ кристалната насмевка опиена од мигот, посекуваше страст, посекувавте грев, но ете, го избегнавте жигот. Случајност или не, судбина ли е? Не можеме да знаеме, но можеме да мечтаеме. Во случајните допири на нашите дланки, задлабочен во галаксијата на твоите очи, видов падна една звезда. Посакав желба, се случи ништо. Ете го расплакав мојот колега и јас сам се расплакав од овој. Значи, читате ја поезијата на Кованиот Прометеј Да, и плачете сите заедно. Сите заедно. Ја би се собрал цело друштво и ви плачеле. Еден ден ќе го викнеме во нашето студио да го запознаеме човекот под псевдонимот Окованиот Воин, Окованиот Прометеј или Воин, Окованиот како и да поет, се не се нарекува знае, себе да. си. Јас Знаеме би само сакал- дека е окован за нешто, не знаеме зошто. Ја би сакал да ги соберам другарите да им го прочитам ова да видам нивната реакција. Ова ќе биде како, знаеш што ќе биде? Ова ќе биде како тие нашите колеги од Србија кога читаше тој за Невена М. Поздрав до Колку- сите убави дами, таксисти, камионџи, луѓе што работат за нечи, кројачи, ве сакаме сите. Апсолутно поздрав и до сите во нашиот театар и одиме вака Трговско радио дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредници и водители на емисијата Атанас Атанасовски, Жарко Димовски, датум на емитување на емисијата 11.3.2016 година. Продукција Радио Слободна Македонија. Уживајте, ве сакаме. Чао! Чао, Скопје, Македонија. Комичен мегахерц.